Се време за нашиот гостин кој што ви го најави рано утрово за состојбите во здравството, кои што се алармантни, за неправдите со кои што се соочуваат здравствените работници, белите мантили никогаш не биле толку дискриминирани како што се сега. И токму на оваа тема, како и за тоа до каде се стасани преговорите, ние ово утро ќе говориме со магистар Боби Бојчевски, национален координатор на независните синдикати. Добро утро. Добро утро, пред се добро утро и на гледачите на оваа гледана емисија. И голема благодарност до вас како водител и ТВ Алфа што најде време, простор да не викне, да го слушнат по широката јавност на Република Македонија последниот крик на вработените во здравствениот сектор. Значи веќе е дојдено, како да ви кажам, на последното скалило сме. Нема више. Ова што се случува во моментот со вработените во здравствениот сектор го нема никаде. Значи, пред 2 години сите здравствени работници, сите вработени во здравствениот сектор беа херои. Беа нешто најсветото во држава Македонија. Моментално здравствените работници и другите вработени во здравствениот сектор се обесправени, доведени до маргинизирани, значи доведени до рабна екзистенција. Значи, ние како независен синдикат и ја како национален координатор за здравство на независните синдикати на Република Македонија, секојдневно сме во контакт со овие здравствени работници. Значи, да напоменам, во независниот синдикат за здравство спаѓаат административно-техничкиот персонал, здравствените соработници, психолози, педагози, логопеди, после за медицински сестри со средно образование, медицински сестри со високо, доктори, хигиеничарки, возачи имаме ние возачи по поликлиники, што се возачи на тие амбулантни возила и возачи во итна медицинска помош. Значи ние како независен синдикат се бориме за секој од нив. Значи здравствениот систем е всушност како синџерот на исхрана, што е? Секој од секого е поврзан. Почнува од хигиеничарката, завршува со докторот, специјалист. Ако една алка нештима или се распадне, целиот синџир паѓа во вода. Значи, ние поднесовме, вчера ги поднесовме барањата. Нашите барања се многу малку спрема другите. Така. А нашиот револт настана кога видовме дека на некои платите им се зголемија за 78%. Преку ноќ, без најава, без конструкција. Без ребаланс на буџет, без ништо, тап 78%. Штрајкуваат, јас секоја почит код сите професии, штрајкува во некои министерства, преку ноќ 30%. Чекайте, луѓе. Во оваа држава постојат, нема само административни работници, што се тие правници, економисти во други јавни предпријатија, во другите министерства, подобри него овие правници, економисти, административно-технички персонал. И поради тие начини, јас сум едноставно крикот, последниот глас на овие вработени. Значи, ние кога седиме на пауза, искрено да ви кажам, демотивирани се. А дневно рачуните на медицинска сестра треба да прими околу 30 до 40 пациенти, заедно со доктор. Администратора да ги запише. Дали таа здравствен работник да мисли за пациентите, дали да мисли за дома, дали што може да му понуди на својата фамилија. А платите на овој профил на работници здравствени се движат помеѓу 20.000 и 24.000 максимум, така не? Значи, во некои претходни емисии сум ги спомнал нивните плати, да не станам доследен више на гледаноста. Значи, платата на овие вработени за административно-техничките персонал, возачи на медицинска помош, со средно образование е под просечната плата во Република Македонија. Овие луѓе беа херои пред 2 години. Ги оставивте. Имаме кратко помнење. Ние многу брзо ги забораваме добрите работи, како да имаме буквално амнезија и се однесуваме како треба само да ги искористиме луѓето кога ни се потребни и потоа да ги заборавиме. Тоа ни е некој
би рекла, синдром кој што не прати нас не само периодов, туку не прати со векови на назад. Сакаме некако да ја избегнеме одговорноста или да направиме, да ги изреспектираме тие луѓе. Во едно ваше интервју пред неколку денови кажавте дека здравството е амортизерна социјалата и дека ако пукне здравството, отиде се во државата. И тоа е вистина. Значи, ја не знам дали е свесен некој во државата дека социјалниот мир го држиме ние. Значи, ако дојде до пукање на тоа амортизер, ако овие луѓе излезат на улица и своите права да ги бараат на улица, не е срамота. Многу е лошо. Лошо и за државата, лошо е и за секој граѓани на оваа држава. Да, ние сме сите порано или подоцна во животот пациенти на некоја Така клиника. Ние секако се подпираме на тие здравствени работници и за добро или за лошо секогаш зависиме токму од нив, од тие кои, како што рековте, беа наши херои. Господин Боби, вие сте, колку што знам, јас 4-5 независни синдикати во здравството, така нели? Колку сте синхронизирани, колку сте во координација Значи, едни со други? ние имаме како независен синдикат координативно тело и покрие цела Македонија. Од Крива Паланка до Струга, Гостивар, Тето и така натаму. Значи, нашата координација се одвива еднаш неделно со сите наши членови. Бројката на независниот синдикат за здравство на здравствени работници околу 2500 на ниво на цела Македонија. Освен нас, ние разговаравме со другите синдикати, се околу 4-5 на број, како со синдикатот на клинички центар, дури со официјалниот синдикат на здравствени работници и со уште еден синдикат. Значи, нашите разговори се во тек и се координираме. Во теков на неделава, најкасно до другата недела, ќе направиме уште една координација, да се види датумот, кој ден, кој час, овие здравствени работници, асфалтот ќе им стане втор дом. Да, белите мантили на улица. Значи, не само белите, административно-техничкиот персонал, здравствените соработници. Значи, комплет, од возачи до... Значи, ние се бориме за сите нив. Најзагрозената категорија е од прва до четврта, според работна сложеност. И тие луѓе имат, ви кажав како претходните муаве, дека подпросечната плата. Да. Значи, замислете некоја фамилија. Една фамилија. земја го нема тоа. Да. Вие не само што се борите за правата и за подобри услови за живот на здравствените работници и сите овие профили кои што ги кажавте, туку вие се борите и давате поддршка на сите оние кои што излегуваат веќе втор понеделник на протести поврзано со скандалот на онкологија кој што ја потресе јавноста и се уште ја тресе и е топ тема веќе 2 седмици. Што мислите, ќе дочекаме ли ние разврска на овој случај или повторно во некоја фиока ќе останат одредени информации кои нема да излезат во јавност и повторно правдата ќе биде слепа, а граѓаните нема да го добијат она кое го очекуваат? Значи, искрено, од чисто душа и срце скачаме на протест. Значи, секој од нас ги посетил тие ординации. Дали за нас, дали за некој член од фамилија. Греота, жално е што се случуваше со тие луѓе. Че ние сме тука едноставно да дадеме поддршка во државата, да има закон, ред. Да се средат и еднаш за секогаш да не се случуваат вакви аномалии во здравството. Значи, за 10-20 души, не знам колку има хипотетички бројот кои што се инволвирани во случајот, не може да трпат 22 до 25 илјади здравствени работници на ниво на цела Македонија, кои спаѓаат од администрација до стручни соработници, доктори, медицински сестри, биохемичари, така. Значи, го фаќаме целиот здравствен сектор. За секого се бориме. Од хигиеничар до доктор. Значи, тука сме и бараме и молиме да им се покачи плата. Значи, јас и поради тие причини, поради тие хумани причини, ние присуствуваме и на овие протести. Дали ќе има разрешница, тоа не можам да ви кажам. Ќе дојде време, ќе
Ќе почекаме, едноставно. Граѓаните и гледачите се многу револтирани. Ние веќе втора седмица на нашите отворени телефонски линии, колку и теми да понудиме, секогаш темата онкологија ги поттикнува гледачите на бурни реакции. Сите имаат по некој член во семејствата, како што рековте и самите вие, дали од поблиските, дали од подалечните кои што не ја извојувал битката, и сите, особено оние кои во моментов примаат хемотерапија, можам само да предпоставам колку се вознемирени и колку со недоверба влегуваат во тие ходници, каде што секој се моли за еден ден, една година живот повеќе. Мислите ли дека и секој се прашува каква казна ќе им следи на оние кои што ги чекаме и мињата и презимињата? Што мислите, дека заслужуваат ли белите мантили некој да го валка образот на целата фела? Како реагира од ваша страна, вашите колеги, бидејќи никој не излезе да се произнесе јавно и јасно и гласно да каже нешто во одбрана или можеби во засилување на цела оваа ситуација? Сето ова некако стихијно се мирува, се тихува и се чека на нешто, а не знаеме што ќе дочекаме. Значи, колегите со вработените, кои што се сите здравствени установи, ишчетав низ Македонија, јас, као национален координатор, се видно разочарани, потресени и згрозени. Едноставно да ви кажам. Значи, не можеме ние сите во исти кош да ги ставаме. Во здравството има хумани луѓе кои што се грижат. Ви кажав ова минимална плата, тој е пак насмеан. Го прима пациентот, при тоа врши интравенозни апликации, така натаму, екагиња, невролошки испитувања, не го покажува своите емоции пред другите. Насмеане, во разговор го прима пациентите и помага на пациентите. Значи, овие луѓе како што работа, дале Хипократова заклетва, дале, но во секоја професија има изроди. И не можеме се сите нив да ги наречеме монструми. Монструми. Да. Не можеме сите нив сега да ги означиме тоа се здравствени работници. Не сваќате. Сваќам, господин Боби. Да, во барањата кои што ги имате јасно и децидно се очекува, односно барате исклучиво покачување на платите на здравствените работници за 30%. Барате нов колективен договор, бенефициран стаж на вработените во итната помош, рентген и психијатриските болници, додаток за инфекција да се зголеми на 4% и итна трансформација на договорите од определено на неопределено време. Што се од ова може да се очекува и во која фаза се преговорите? Значи, ние вчера ги поднесовме по втор пат, ние имавме пред 2-3 месеца изјави пред Министерството за информатичко општество, што јас и мојот колега бевме на разговори во врска со тој колективен договор и со покачување на платите. Моментално платите, како што напоменав, се на најниско ниво. Вчера попладне поднесовме барање пак до Министерството за здравство и до владата на Република Македонија, до председателот на владата на Република Македонија. Во врска со овие барања, 30% покачување плата од хигиеничар до доктор, во кое спаѓат административно-технички персонал, здравствени соработници, психологи, логопеди и така натаму. Нов колективен договор. Значи, овој колективен договор кој го составал Алдаму е најлош колективен договор што постои во историјата на нашава држава Македонија. Значи, бараме или ревидирање, кои што ние ги уочивме ревидирање, кај што треба да се направат, или да се направи, да седнеме со директорите на јавните здравствени установи, ние као синдикат и другите синдикати кои што постојат, да го направиме овој колективен договор и да го средим еднашка за секогаш. Да се знае коефициент на работа, на работна сложеност на работениот и да се знае неговата плата, дали е бруто, дали е нето. Третото барање не беше бенефициран работен стаж. Значи, луѓето овој на медицинска помош се 24/7. Значи, освен што ги работат нивните смени, работат дополнителни смени, работат вонредни смени. Да, тие луѓе со секакви случаи се во текот на денот имаат. Исто луѓето кои што работат на рентген институтите, радиолошките технолози, доктори, сестри, администрација. Значи, тие луѓе се подлежени на 6 до 8 сата на јонизирачко зрачење. Зашто на тие луѓе да не им стаде бенефициран работен стаж? Исто вработените во психијатриските болници. И тие луѓе работат со специфична категорија на пациенти. И вчера имав една молба, ми се јавија сестрите од интензивни неги од Карил и тие бараат нешто за
покачување да влезат во бенефициран стаж, покачување на платата од 1 до 4% и многу млади луѓе, значи, се вработени под договор, во кој договор немаат ни пензиско, ни здравствено осигурување и 7 дена во годината имаат годишен одмор, а плата 20.000 денари. Млади луѓе, како да кажам, кои професионално и честно се извршуваат работата. Дај да ги задржиме овие млади луѓе. Дајте да ги запослиме, да им се направи една трансформација. И уште еден апел до сите возрастените, до сите вработени во здравствениот сектор. Сите заедно, сите сплотено, да бидеме како што сме на работа и сите заедно да излеземе, да си ги бареме нашите права. Не може никој друг за нас да бара. Значи, ако ние самите себе не си ги решиме да имаме достоинствен живот, поквалитетен живот, се што ни следува оваа држава Република Македонија. Сите заедно, без суети, сплотено, кога ќе дојде денот, кога ќе дојде часот да се собереме и да излеземе. Бидејќи ние сме стигнати на последната гранка, на последната скалила и мора некој да се реши да помогне на овие луѓе кои работат во здравствениот сектор. Така, ви благодарам многу. Јас се надевам дека нашите гледачи ја даваат нивната силна поддршка, тоа и секогаш го кажуваат на здравствените работници кои што се наши ангели чувари. И навистина посакувам подостоинствено утре и подостоинствен живот за секој еден кој што е дел од овој голем синџир, како што го нарековте вие, и со добри вести се надевам дека ќе се видиме во следната прилика да говориме за нови успеси и за нови проекти кои што ќе ни овозможат што по добро здравје на нашата популација.